Индекс. Ексклузивни информации и проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Добар ден, Индекс на Радио Слободна Македонија. Јас сум Маја Дамјановска и во следните 60 на минути разговараме за грантот од 450.000 евра што во понеделникот Инвестицискиот фондот за иновации им го додели на 16 компании кои со своји проекти аплицира за да добијат паричен надомест за финансирање на своите проекти. За таа намена гостин во студиото директорката на Фондот за иновации Јасмина Поповска. Добар ден, Поповска, како сте? Добар ден, Маја, благодарам за поканата. Така, вчера, односно завчера, имавте еден голем настан во клубот на пратеници. Доделивте грант од 450.000 евра на 16 компании. Кои се компании добија парични средства? Имаме 16 компании, меѓу кои што имаме и стартап и спин-офф предпријатија. Една спин-офф предпријатија основано од професори кои што работат на факултетот за електротехника, а останатите се стартап предпријатија кои што доаѓаат постојат по година и пол или повеќе години, меѓутоа максимумот, како што рековме, се 6. Проектите се доста интересни. Поголемиот дел доаѓаат од информатичките технологии, околу 8 проекти, меѓутоа останатите се од различни сектори, што е интересно за фондот и е добро што имаме една таква разновидна структура. А какви идеи беа понудени? Имавме различни идеи, од идеи за паметни решенија за во дом, значи за користење на енергијата поефикасно, до интелигентни лежички полицајци кои што овозможуваат адаптибилност на лежичките полицајци во услови кога некој е возач бавен или брз. Понатаму имавме решение од типот на видеоигра во епизоди, која што каде што може да се менаџира од страна на самиот играч на видеоиграта. Имавме исто така апликации мобилни доста за продажба, за трговија од пазарот на недвижнини. Имавме исто и за едукација еден проект која што е на далечина едукација, менторство 1 на 1. Така што имаше разноврсна структура. Имаше и еден проект од областа на производство на чоколади со иновативен дизајн, така што имаме широка палета. Сите овие проекти веројатно ќе може да ги користат сите категории на граѓани. Точно, значи секој микро, мало или средно предпријатие може да аплицира за наповиците кои што ги објавува фондот и да се најде соодветно во инструментите кои што ги имаме како можност за финансирање. Меѓутоа и секој оној што е физичко лице и што е пречка да аплицира во фондот поради тоа што само предпријатија може да аплицираат, може да се основа предпријатие или пак да аплицира заеднички со некое постојно предпријатие. Така, дали производите кои ќе бидат понудени од овие компании кои предвидено добија грант од вашиот фонд, ќе бидат наменети само за македонскиот пазар или тие ќе може да бидат пласирани на странските пазари? Една од оценките, критериумите кои што носеа бодови на пристигнатите апликации беше и колкав има потенцијал да освојуваат пазар и дали се тие производи или услуги наменети за локален, регионален, национален или меѓународен пазар, така што тие што има поголем потенцијал и да извезуваат, има и повеќе бодови. Меѓу овие секако има што се стриктно ориентирани за меѓународен пазар и тоа го презентира во самите апликации. Тоа беше случајот секако со софтверските решенија, IT, оние проекти што доаѓаат од IT индустријата, меѓутоа и од индустријата за производство на чоколади, громобрани, исто така имаат афинитет кон излегување на меѓународни пазари. Какви се коментарите на странците кои беа вклучени во селекцијата на апликациите? Беа чинам пристигнати 60-тина, потоа се направи потесен круг. Дали овие проекти кои што ги одобривте и кои што ќе бидат финансирани, односно веќе се финансирани од инвестицискиот фонд, се применливи во праксата? Комитетот за одобрување на инвестиции се, како што знаете, 5 странци,
кои што доаѓаат од Португалија, од Финска, Естонија, Германија и секој од нив има огромно искуство во инвестиции. Дел од нив се и самите бизнес ангели, имаат високи позиции во таа мрежа на бизнес ангели на европско ниво, а имаме и луѓе кои што доаѓаат од индустрија, кои што се менаџери на на инвестициски фондови, така што нивната искуство допринесе за селекција на овие проекти. Тие беа задоволни и тоа и кон јавноста го кажа на пресконференцијата која што имавме на денот на одлучување, каде што кажаа дека се пријатно изненадени од бројот на апликации кои што пристигна, бидејќи сепак прв повек 78 вкупно имаше. За квалитетот и за иновативноста на самите проекти покажува индикатори самото тоа што 34 од 78 влегува во потесен круг од страна на комитетот беа избрани како солидни за финансирање, меѓутоа на крај 16 беа избрани како проекти за финансирање. Така што целиот тој процес беше и за нас нов, бидејќи е прв повик и комитетот навистина се задоволни и од одлуката и од проектите што се избрани. Така, на овој оглас првично беа на располагање 600.000 евра, доделивте 450, што со останатите средства? Значи, вкупно се доделени 458.700 евра, останатите остануваат за следниот повик. Следниот повик се надевам есенва дека ќе биде објавен и ќе биде за повеќето инструменти на фондот, меѓу кои и се исти овој што го имавме, меѓутоа ќе имаме и за комерцијализација на инновации, за трансфер на технологии. Така што средствата од овој што остана неискористени ќе се искористат на следниот. Веќе спомнав 60 на компании аплицира, но нели само 16 односно 16 успеа да влезат, односно да ги добијат овие 450.000 евра како грант. Дали и понатаму на другите јавни повици за другите инструменти ќе може да се пријават сите оние кои што досега од X причини не успеа да обезбедат средства за реализација на своите проекти? Оние кои што влегоа во втор круг, а кои што не добија средства, веќе ги информиравме и им дадовме препораки како да ги подобрат своите проекти и доколку се заинтересирани со подобрени проекти повторно да аплицираат за средствата на фондот на следниот повик есенва. Така што веќе имаат основа врз која што може да ги модифицираат проектите. Оние кои што уште во првата фаза не беа одбиени, до крајот на месецов ќе добијат детално известување. Ги известивме дека се одбиени, меѓутоа ќе добијат и детално известување со препораки на кој начин да ги подобрат нивните проекти. Секако ги охрабрувам да ги земат во предвид препораките од комитетот, да обрнат внимание на тие делови кои што во самиот проект не биле доволно развиени или не биле презентирани информациите можеби на вистинскиот начин, за да може комитетот повторно да ги разгледа и да можеби донесе позитивна одлука. Велите може да аплицира и физичко лице која има добра идеја, меѓутоа нели во можност да аплицираат се само оние правни лица. Што ќе им порачате на сите физички лица кои што имаат добра идеја, кои што сакаат да бидат дел од она што вие го нудите? Да ви кажам искрено, самиот фонд работи со оваа целна група микро, мали и средни предпријатија и ова е слична дејност и улога што имаме како и други фондови за иновации кои што постојат во светски рамки. Значи фокусот ни се оваа група на микро, мали и средни предпријатија на кои што сметаме дека им треба навистина поддршка за да имплементираат иновативни решенија и да направат трансфер на технологии со цел да подобрат нивната ефикасност, конкурентност и да обезбедат раст на работни места. Токму за тоа ни е ова целната група. Меѓутоа, сите оние физички лица кои што се иноватори, кои што имаат идеи, може да основаат сопствена компанија и токму во овој инструмент за стартап и спин-офф предпријатија да аплицираат со тоа ново предпријатие. Затоа што во моментот на аплицирање треба да имаат компанија. Може да регистрира на истиот ден. Така што ограничувањето е на горната граница, односно доколку максимум години може да постои, а тоа е 6 години најмногу да постои. И токму оваа стартап програма дава можност на овие предпријатија. Имавме предпријатија кои што се основани пред некој месец, кои што се веќе добитници на средства. И тоа е исто така добар показател за оној кој што верува во својата идеја, смета дека има комерцијален потенцијал и кој што смета дека е иновативна можност, дека има за успех,
тогаш ќе се определи да основа предпријатие. Да, која е гаранцијата дека овие средства кои што ги добија овие 16 компании ќе бидат искористени во вистинска насока, дека нема да пропаднат, име да кажеме? Значи, да пропаднат средствата би било нешто што мислиме дека ќе биде редок случај, затоа што мора да ја градиме довербата со целната група. Не можеме да тргаме со став дека треба да имаме резерва кон нивниот капацитет и она што тие сакаат да го остварат. Некој кој што верува во неговата идеја, кој што е спремен да ја реализира и кој што самиот вложува дел од финансирањето, 15% од скупниот буџет и самите тие инвестираат, верувам дека ќе сака да успее и дека доколку не успее, тоа е нешто што е повеќе некој непредвиден фактор можеби. Сите овие компании беа многу позитивни, многу среќни затоа што добиле можност да се реализираат еден нивен проект. Дел од нив веќе имаат искуство во реализација на други проекти, така што и самото тоа беше оценувано, односно капацитетот на самиот тим кој што аплицира, кој што стои за овие проекти, нивните референции, нивните кратки биографии, односно што се имаат работено, така што тоа е еден плюс зашто добиле средства, зашто очекуваме имаме доверба дека ќе ги реализираат успешно проектите. Успехот може да се гледа на два начина. Едно е да успее самиот проект, да е добро имплементиран како што се планирано, презентирано во самата апликација, меѓутоа понатаму колку ќе биде комерцијалниот успех, тука веќе не може да има влијание, затоа што ова се, како да кажам, високоризични инвестиции од аспект што се нови производи, на кои што се иновативни производи, на кои што пазарот не е навикнат и каде што треба малку повеќе време за да бидат адаптирани так. И потоа нели од граѓаните или за чија намена ќе бидат да бидат искористени. Тука ќе направиме кратка пауза, се враќаме по рекламите. Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Заштита сигурна, ако сонце те најде, нега за кожа и кога сонце ќе зајде. Black Up, уживај под сонцето. Black Up, уживај под сонцето. Препознатливи по својата удобност, елеганција и квалитет. Традиција која трае 112 години. Пеко. Лајк за одмор во Турција. Лајк за одмор во Анталија. Лајк за уживање. Лајк за моето патување. Лајк за новото и релаксирано лето. Со Савана во Анталија. Радио Слободна Македонија. Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, слушате Индекс на Радио Слободна Македонија. Гостин во Индекс е директорката на Фондот за иновации Јасмина Поповска. Каков е интересот кај бизнис заедницата за можностите што ги нуди Фондот за иновации? Интересот е огромен. Ние целиот период и пред да го објавиме повикот имавме интензивна комуникација со стопанските комори, со универзитетите, со студентите, значи што се на тие универзитети кои што исто не беа целна група за да аплицираат за средства. Така што интересот е голем и потребата всушност беше идентификувана од претходно. Сите истражувања кои што се правени за стартап компании и за иновативни компании или иноватори, и кога доаѓа прашањето што им се најголеми проблеми, првиот проблем кој што го идентификуваат е недостиг на пристап до финансии, а вториот проблем е капацитетите кои што ги имаат во однос на високо квалификувана работна сила која што би ги правела тие истражувања, истражувачка работа. И токму од тој аспект и Фондот за иновација е формиран и
на некој начин побаран од самата бизнес заедница да биде формиран за да им се помогне, затоа што пополнуваме една празнина која што постои помеѓу понудата и побарувачката за капитал, за финансирање на ваков тип на проекти кои што се малку поризични и каде што имаат самите компании проблем со наоѓање на финансии од аспект што банките бараат посигурни инвестиции, а од друга страна се оставени сами на себе, значи да добијат финансирање од роднини, пријатели или сопствени извори доколку имаат и тоа некогаш навистина тешко. Токму затоа и стопанските комори постојано не поддржуваат во организација на настаните што ги имаме и пред нивните членки, меѓутоа и за јавноста, со цел информацијата за она што е можност кај фондот за да се финансира, да дојде до што повеќе луѓе, за да се информираат за можностите и да се охрабрат да аплицираат. Така, пред 2 дена во клубот на пратеници гости на доделувањето на грантот на 16 компании беше и премиерот Груевски. Тој најави значителна голема поддршка за оваа намена до крајот на годината. Вие испомнавте, распишувате втор повик, кога ќе биде објавен и колкав ќе биде неговиот износ? Очекуваме повикот да биде објавен на есен, значи нека завршат годишните одмори, затоа што и самите бизнеси имаат намалена активност преку летниот период. Не сакаме тоа да го правиме преку лето кога никој не е тука, сакаме да се посветат на апликацијата и верувам дека веќе септември-октомври ќе има втор повик. Износот вкупен за доделување за сите инструменти, 4 инструменти што ги има фондот, ќе биде 1.700.000 евро од прилика и очекуваме дека до крајот на годината ќе ги подпишеме првите договори. Така, како ќе бидат распределени средствата во однос на овие 4 компоненти што ги имате? Предвидуваме да имаме околу 6 компании кои што ќе се финансираат за комерцијализација на иновации, 2 субјекти затоа што малку е поинаков инструментот за трансфер на технологии, еден бизнес акцелератор и кај овие стартап предпријатија планирани беа 6 компании исто така, меѓутоа бидејќи останаа средства што се неискористени од овој повик и истите ќе бидат наменети за стартапов. Чинам половина милион евра, односно 500.000 евра ќе треба да добие бизнес акцелераторот. Така, а останатите? 400.000 евра за трансфер на технологии, 600.000 евра за комерцијализација и иновации, останатите одат за овој инструмент стартап и спинов. Кои се условите кои што компаниите ќе треба да ги исполнат? Условите за овој инструмент остануваат исти. Условите за комерцијализација и иновација се слични во однос на овој инструмент, во однос на тоа кој може да аплицира. Меѓутоа таму веќе ќе треба да имаат подготвени производи или услуги или што и да е таа иновација, кои што се блиску веќе до пазар, односно блиску до комерцијализација на истите. Сега финансираме проекти со овој инструмент од концепт, значи од идеја до пазар. Значи и дали има прототип, нема прототип, малку сме пофлексибилни кај овој инструмент. Меѓутоа кај следните инструменти, тоест кај комерцијализација и иновации би финансирале од фаза на прототип до фаза што е блиску до производ, блиску до пазар. Кај трансфер на технологии и повторно и кај комерцијализација е многу значајно исто да бидат запазени критериумите иновативност на проектот, квалитетот на проектот, комерцијалниот потенцијал посебно е значаен и пазарниот потенцијал и менеџерскиот тим и адекватност на трошоци. Кај другиве 2 инструменти се малку поразлични. Со трансфер на технологии очекуваме дека ќе имаме импакт на цел сектор. Значи дека од доделување на еден проект ќе има можност повеќе компании кои што доаѓаат од еден сектор да имаат бенефит, односно да ја подобрат нивната ефикасност, исполнување некои стандарди, сертификати за квалитет и слично, кои што треба да ги имаат, меѓутоа и да го подобрат целиот процес на што и да прават производство или услуга или така што овие 3 инструменти се фокусирани на таков тип на проекти, додека акцелераторот е веќе посебна приказна, тоа е веќе поинаков
субјект на инфраструктурна поддршка на иновации, кој што би требало паралелно со фондот да поддржува стартап предпријатија и физички лица што сакаат да почнат да работат со бизнис и имаат иновативна идеја. А кој е максималниот износ што може да го добие една компанија во следниот оглед со оглед на тоа што во првиот чина беше до 30.000 евра? За првиот инструмент имавме ограничување до 30.000 евра, за останатите за комерцијализација иновации 100.000 евра, трансфер на технологија 200.000 евра и акселератори до 500.000 евра. Така. Кои се вашите проценки, ќе има ли интерес за вториот оглас? Верувам дека ќе има уште поголем интерес, затоа што секогаш како што има повици, луѓето се повеќе разбираат за тоа. Сега и со самите примери што ќе ги видат што фондот ќе финансира, верувам дека голем дел ќе се охрабрат, затоа што иновацијата сама по себе не подразбира радикално ново решение, туку значително подобрено решение од она што е алтернативно што се нуди на пазарот. Така што фондот има поширока дефиниција на иновации што ја користи согласно законот за иновацијска дејност и луѓето полесно ќе разберат дека некои проекти кои што можеби ги имаат се прифатливи за финансирање од фондот. Очекувам интересот да биде голем. Ние секако ќе се продолжиме со информативните настани низ цела Македонија, по големите градови, заедно со општините организираме често пати настани со универзитетите и ќе гледаме различните целни групи, бидејќи се различни типови инструменти да ги таргетираме и да ги охрабриме да аплицираат. Дали сметате дека ова е можност домашните компании да се пробијат полесно до странските пазари? Секако тоа е идејата, значи фондот за иновации да им помогне да имаат некои иновативно решение со што самата иновација носи конкурентна предност пред другите во секторот и не само на национално ниво, туку и на глобалниот пазар. Што очекува фондот на долг рок? На долг рок очекуваме дека ќе оној страф од неуспех што постои кај претприемачите и резервата во однос на инвестирање, на започнување на собствен бизнис, вложување во иновативен производ кој што нема баш толку извесен исход, дека ќе го намалиме тој страф од неуспех и дека ќе мотивираме и приватни лица и приватен капитал да биде инвестиран во иновации, да не е само од државата дека доаѓа поддршката, туку нова поддршка што даваме да охрабриме и приватни инвеститори да инвестираат во ваков тип на бизнеси, стартапи и иновативни. Да, покрај можноста да се пробијат на странскиот пазар, бенефитот за македонските компании е нови работни места, поквалитетни работници и така натаму. Високо квалификувана работна сила е исто целта на фондот да обезбеди нови работни места за високо квалификувана работна сила и особено за оние студенти кои што се навистина добри, кои што имаат одлични трудови истражувачки на факултетите да може да ги имплементираат и да ги комерцијализираат, да започнат собствен бизнис и да влијаеме на тоа оцелување на мозоци, на паметни мозоци од Македонија. Да, покрај вториот оглас кој што го најавивте за крајот на летото, односно почетокот на есента, што друго во моментот фондот работи? Фондот се обидува да ја поткрене и свесноста за она што представуваат иновациите пред се, да мотивира, учествуваме на настани, меѓутоа и самите организираме настани и обуки, за да им помогнеме на нашата целна група да ги изградат капацитетите. Обуките се често пати до сега се бесплатни, настаните се отворени за јавноста и секој што е заинтересиран може да дојде и последно што организиравме со Министерството за образование и наука е како да се аплицира за средства од програмата Horizon 2020 која што е наменета исто така за иновации. Има посебен инструмент за мали и средни предпријатија кои што би вложиле во иновации, каде што има големи средства на располагање и благодарение на уплатата од Македонија, значи од Министерството за образование што прави уплатата на национално учество, нашите компании исто така може таму додати да аплицираат за средства. Така што имаме ред на ваков тип активности. Така. Ви благодарам Поповска што бевте дел од Индекс на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам и на вас. Ви посакувам убав ден. А ние продолжуваме со пауза, слушаме македонска музика.
teško vreme, kade li jaz bez tebe od noćta da se sokrijam. Za mig se sruši svetot i ljubov ta na vekot umira divko poleka. Dođe teško vreme, ti daleku od mene, ja zalike postojam. Nijedan son bez tebe ne zakada me zemlje, zar može da te izgubam? Kje mi ne dostiga znam, se duri miša. Zašto pati me jedan za drug, koga ti od severa i s jug? Zašto už nebo svetloci moj, gdje mi kaže li nekoj, gdje se sretne me nekoga špak, se po starog je ostane znam i toga se što danas ne može me gdje priznaj me, no dok znak je vide. A da go zapram ne možam. Nijedan stih bez tebe, nijedan zbog bez tebe, znaj nema jasta iz usta. Gdje mi ne dostigaš znam, se duri riša. Zašto pati me jedan za drug, koga ti od severa je s jug? Zašto ušte po svetoci moj, gdje mi kaže li neboj, gdje se sretne me nekoga špak, se po starog je ostane znam i toga se što danas ne može me gdje priznaj me, gdje priznaj me, gdje se sretne me nekoga špak, se po starog je ostane znam i toga se što danas ne može neke priznaj me, no dok znake vide. Ljubov nema za nas dvajca spas. Sreća da so pari ne se kupува, ljubov ta bez merak vek ne vekuva. Sreća da so pari ne se kupува, ljubov ta bez merak vek ne vekuva. Te saca mambo, mambo. Sí, te saca mambo, mambo. Sí, te saca mambo, mambo.
Ljubov sakaš me, ne gledaj me. Srećata sto pari ne se kupuva. Ljubov ta bez merak vek ne vekuva. Srećata sto pari ne se kupuva. Ljubov ta bez merak vek ne vekuva. Saca mambo, mambo. Sí, 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 te saca mambo, mambo. Sí, 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 te saca mambo, mambo. Nezgodno vreme sekoj da zeme i da ti drpne bara, a život od leta težok ko treta smena vo železara. Radi kakvi li greški se vozam so peški, pa dobro be majka mu stara. Ima li smisla sakam da vrisnama svet odgovor ti para. Daj mi daj mucho denaro i denjo i noćo ja rmam ko negro, a nemam ni za cigaro. Daj mi daj mucho denaro i denjo i noćo ja rmam ko negro, a nemam ni za cigaro. Mesto Armani nosam pidžami moderni i na prugi, aparata bira me eskivira i odi kaj nekoj drugi. Si stanuvam rano i nenaspano od žena i malo žgepče. Od rabota trči, stomak mi krči, a doma ajvari lepče. Daj mi daj mucho denaro i denjo i noćo ja rmam ko negro, a nemam ni za cigaro. Daj mi daj mucho denaro i denjo i noćo ja rmam ko negro, a nemam ni za cigaro. Život otme mi je smeška, robija teška, kako na noga lanci. Legnu vam gladen, vo košmar gaden, sonu vam Meksikanci. Daj mi daj mucho denaro i denjo i noćo ja rmam ko negro, a nemam ni za cigaro. Daj
Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти, први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Пред крајот на индекс уште неколку бизнис информации, евентуалниот банкрот и излез на Грција од еврозоната нема да удри позначајно врз македонската економија. Гувернерот Богов уверува дека банкарскиот систем е стабилен и дека Народната банка е подготвена за сите можни сценарија. Сепак, ако биде потребно, ќе бидат воведени вонредни мерки. Во Македонија не се забележува масовно повлекување на пари од банките во грчка сопственост и да имаат потреба од дополнителни средства. Матичните групации законски може да повлечат најмногу 10% од капиталот кој го имаат во земјава. Сепак можни се прегрупирања во секторот. Грчките сопственици да одлучат да ги продадат имотите во соседството, вклучувајќи ја и Македонија. Ако Грција не се договори со кредиторите, речиси сигурно ќе го замени еврото со старата валута драхмата. Тоа значително ќе го поевтини производството и извозот на тамошните компании. Од тука македонските компании стравуваат од пат на нарачките од Грција, како и поголема конкуренција за превземање на другите пазари. Во такви услови значително би поевтиниле и аранжманите во Грција. Сепак тоа нема да има негативен ефект врз македонскиот туризам, кој главно е ориентиран кон друг вид на клиентела. Туку најмногу ќе претрпи туристичкиот сектор во Турција, Италија, Египет и другите медитерански држави. Македонските бизнисмени велат дека не треба да се очекува ниту повлекување на грчките инвеститори од земјава. Официјални лица од 19 члената еврозона се фокусираат на задолжената Грција во серијата средби во понеделникот, работејќи на спречување на земјата да банкротира, не можејќи да го отплаќа заемот на кредиторите, зашто рокот е крајот од месецот. Грчкиот премиер Ципрас во Брисел има состаноци со првите луѓе на Меѓународниот монетарен фонд, Европската централна банка и Европската комисија, откако беше објавен предлогот во неделата кој што неговата канцеларија го нарече заеднички прифатлив договор, кој што ќе обезбеди дефинитивно решение на проблемот. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјави дека двете страни се близу до договор. Има напредок изминатите 2 дена, но има уште да се работи, рече Јункер. Францускиот председател Оланд се осврна на напредокот во разговорите и ја подвлече желбата за постигнување договор до крајот на денот. Ако тоа не биде постигнат, тогаш во следните неколку денови. Грција ќе биде главна тема и на состанокот на министрите за финансии од еврозоната, а лидерите на овие држави одржаа и самит. Самитот беше свикан по мултинационалните разговори за условите за заемот од 17,5 милиарди долари. Пакет помош за Грција што завршија неуспешно минатата недела, откако владата во Атина одби да усвои нови мерки за штедење барани од европските кредитори. Грчките лидери тврдат дека мерките за штедење премногу ја погодуваат домашната економија. Цената на нафтата падна под $63 за барел во понеделникот под притисок од загриженоста за растечката презаситеност на снабдување, што ги анулираше претходните добивки поттикнати од надежите дека Грција може да избегне банкрот. Цената на нафтата по почетното покачување најбрзо по отварањето на тргување во Њујорк почна да се намалува под притисок од преголемото снабдување на пазарот. Цената Брент сурова нафта за испорака во август се намали за 32 центи на $62,70 за барел, откако претходно се искачи на $63,74 за барел. Американската берза цената на суровата нафта беше 54 центи пониска на $59,07 за барел, откако се искачи претходно на $60,30 за барел. По најновите предлози на Грција пораснаа надежите дека во последен момент би можеле да се постигнат договори за грчкиот долг. Глобалните финансиски пазари позитивно реагираа. Подоцна позитивниот тренд беше потиснат од податоците за прекумерно снабдување. Околу 10 милиони барели непродадена сурова главно нафта од Нигерија складирана е во танкери и покрај силната летна побарувачка, се вели во белешките на аналитичарите, што може да создаде негативен изглед за нафтата во втората половина од годината. Високата нафта и домашното производство на САД, кое се одржува околу 9,6 милиони барели дневно на највисоко ниво од почетокот на 1970-тите години, исто така влијае врз цената. Тоа беше последната информација во Индекс. Јас сум Маја Дамјановска, уредник и водител на Индекс во продукција на Радио Слободна Македонија. Во една ова е последна емисија. Ви посакувам убаво лето и се слушаме повторно од септември. Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти,
Prvi do graѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.